Утре средба на политичките челници како обид за излез од политичката криза во која падна Македонија. СДСМ веќе ги испорача барањата. Предуслов за враќање во парламентот е деблокада на сметките на А1 и на трите дневни вестници. Гостин во вестите, како што видовте, почитувани гледачи, е претседателот на партијата Бранко Црвенковски. Добре дојдовте во вестите на А1. Како СДСМ ја подразбира слободата на медиумите? Па дозволите пред да одговорам конкретно на вашето прашање, на самиот почеток и јас да искажам мојата поддршка, како и огромното мнозинство граѓани до вас, новинарите и вработените во А1, Време, Шпиц, КОХР. Веднаш да кажам дека ова не е и не сме да биде само ваша битка. Ова не се работи само за вашите лични судбини или само за обстанокот на вашите медиуми. Се работи за нешто многу поважно, нешто многу повредно, за основните принципи и критериуми за тоа дали едно општество е демократско или не. Слободата на медиумите, слободата на јавното изразување во секоја нормална демократска земја е базичниот критериум врз кој што се цени напредокот на земјата на тој план. Македонија, за жал, токму на тој план бележи сериозно назадување. Ова што се случи со А1, со дневните вестници, е само една капка што е прелеа чашата. Оваа власт во изминатиот период од неколку години спроведува еден вистински инженеринг во сферата на медиумите, а се со крајна цел да создаде медиумско едноумие. Верувам дека сите во земјата ќе се согласат дека МРТВ е се само јавен сервис. Тоа е директно партиско гласило на владеачката ВМРО ДПМН. Во изминатиот период владата со огромни буџетски средства, со пари на граѓаните, ги корумпира провладените медиуми, а во исто време прави силен директен притисок врз фирмите и компаниите да не се рекламираат во критички настроените медиуми кон власта. Што би направиле вие за да ги доведете во ред медиумите, односно медиумскиот простор? Па, од ова што го кажав, можете сами да заклучите не што би направиле, што треба да се направи, што е правилно да се направи. Треба да се направи се од она спротивно од она што го прави Груевски во овој период. Ви благодарам за овој одговор, ве замолувам за трпение. Подосна во ова издание ќе разговарате со мојот колега Младен Чедиковски на ова и на останатите теми. СДСМ испорача 4 барања и еден предуслов за враќање во парламентот. Гостин во вестите Бранко Црвенковски. Со него разговара Младен Чедиковски. Повелете. Благодарам, Дора. Господин Црвенковски, утре е најавената лидерска средба што ја свика претседателот Иванов. Очекувате ли дека од таму може да дојде до некаква деблокада во политичкиот диалог? Јас се надам, ја посакувам утре да имаме позитивен исход. Неблагодарно е, некоректно е од денес да изразувам скептичност или сомнеш. Јас знам за себе дека ќе одам со искрена волја и навистина со намера да вложиме напори да се надмине оваа криза во која што се наоѓаме. Во едно од вашите предуслови за враќање на преговарачка маса за понатамошно враќање во парламентот е деблокирање на работата на медиумите, на А1, А2, Шпиц, Време, КОХР. Ова во превод би значило дека утре Кривичниот совет треба да донесе одлука за деблокада на сметките. Сметате ли дека Груевски сега може да ве обвини за притисок врз судството? Па, претпоставам дека такво нешто може да се случи, имајќи ги предвид неговите изјави во овие денови, како и она што го кажа на интервјуто токму кај вас, на А1. И јас го поставам прашањето, има ли барем еден човек во оваа земја кој што ќе се согласи со тоа дека имаме независно судство? Ние имавме прилика да слушаме дека самите суди тврдат дека се изложени на силни политички притисоци од страна на извршната власт. Имавме ситуација да чуеме како до вчерашниот претседател на судскиот совет вели дека на некои суди не би им дал ни метли да чистат по судовите. Бевме сведоци како се разрешуваат суди затоа што одлучуваат според закон и според своје убедување. Погледнете го извештајот на Европската комисија и ќе видите дека токму судството е означено како најцрната точка во Македонија. Дека тука нема напредок, дека има уназадување и дека има директен уплив и притисоци од страна на извршната власт. Ако одиме по таа логика, верувам дека дури ни самиот Груевски не верува дека имаме независно судство. На секого оваа земја му е јасно дека процесот на пресметка со А1, Време, Шпиц и КОХР започна тогаш кога Груевски донесе политичка одлука. Тој реши овој процес да тргне. Бевме сведоци како директорот на управата за јавни приходи после упадот во А1 телевизија на 25 ноември велеше дека имаат индиции за прекршување на закон уште од 2005 година. Зошто тогаш тие институции, тоа независно судство не реагирало порано?
Со други зборови, јас би му вратил на Груевски на следниот начин. На тој начин, како што успеа, без да му се меша во работата на независното судство, да ја дотера работата до овде, токму тој, на ист начин, без мешање во независното судство, нека најде модус како да се реши оваа ситуација. Одговорноста е негова и тој мора да ја понесе. Меѓународната јавност до сега во последниот период покажа сериозна загриженост за вкупните случувања во Македонија, апропо и случајот со А1 и медиумите и по излегувањето на речи целата опозиција од парламентот. Дали мислите дека е ова пресвртна точка од која излез може да бидат, да речеме, предвремени избори? Македонија се наоѓа во многу тешка, сериозна и сеопфатна криза. Значи имаме економска, социјална, политичка криза. Ние имаме криза на перспективата. Македонија е земја без перспектива. Нашите стратешки ориентации се изгубени и блокирани во долг временски период. Ние имаме криза на моралот во ова општество. Единствен демократски начин да се надмине оваа криза е да се оди на парламентарни избори. Да се врати легитимитетот во раците на народот и тој да одлучи во кој правец сака државата да се движи во следните 4 години. За да таквиот исход биде целисходен, тие избори мора да бидат фер и демократски, да бидат регуларни. Луѓето да веруваат во изборните резултати и таа нова власт да трне со целосен легитимитет. Токму затоа и формулиравме вакви барања и услови за утрешната средба и за деблокирање на овој процес на политички диалог и исполнување на условите за враќањето на опозицијата во Собранието на Република Македонија. Што се однесува до меѓународната заедница, погледнете ги нашите барања и погледнете ги главните критики кои доаѓаат од Брисел и од Вашингтон кон Македонија и кон македонската влада во изминатиот период. Ќе видите дека се токму тие. Од Брисел и од Вашингтон велат дека има проблем со слободата на медиумите и слободното изразување во Македонија. Од Брисел и од Вашингтон велат дека имаме проблем со независноста на судството. Ако сме искрени во определбата дека сакаме да бидеме дел од НАТО, дел од Европската унија, да ги делиме тие европски вредности, треба да се движиме во тој, а не во спротивен правец како што тоа се случува во овој период. Ако ве разбрав добро, барате предвремени избори, но во исто време стравувате и од можен изборен фалсификат. На што се должи тоа? Па тоа се должи на карактерот на оваа власт. Ова е недемократска авторитарна власт. Тоа може се погледа во различни сфери, премалку говоревме за медиумите, говоревме за судството, погледнете само што се случува во последно време. На секој обид на било која група граѓани, социјален слој, социјална структура, да го искористи своето уставно загарантирано демократско право да изрази револт, власта организира контрапротест. Имавме ситуација кога студентите кои излегува на плоштад против изградбата на црква беа претепани на најпримитивен начин од луѓе испратени од оваа власт и заштитени од оваа власт. Кога тутунарите заради мака, не заради тоа што СДСМ или Бранко Црвенковски ги повикал, туку заради својата мака, семеен проблем, излегува да го искажат своето незадоволство, оваа власт ги испрати своите лојални партиски војници од администрацијата пред опозицијата. Кога стоматолозите, што е најлегитимно, најлогично, се обидува да искажат незадоволство заради статусот кој што го имаат, беа испратени ковајаги, така наречени загрижени пациенти да се спротивстават на нивните барања. Кога универзитетските професори излегува во кампусот да се спротивстават на решенијата од Законот за високо образование, беа испратени студенти против професори, нешто што Европа не го памети. Мислам дека последниот таков пример го имаме од времето на културната револуција во Кина, од времето на Мао Цетун, кога беа испраќани студенти или ученици да ги фрлаат низ прозор своите наставници и професори. Значи, ова е политика која што постојано продуцира поделби, предизвикува конфронтации, посакува инциденти. Ова е недемократска власт. Кога имате недемократска власт, постојат сериозни индиции дека може да имате недемократски избори. Овие услови што ние ги бараме не се гаранција дека нема да има изборен фалсификат. Меѓутоа, тој ризик го сведуваат на минимум. Нормално е, логично е измените на изборното законодавство да се направат со консензус меѓу власта и опозицијата, а не потерпат само на власта. Дали овој страх од изборен фалсификат може би се должи бидејќи има една диспропорција меѓу вашето барање за предвремени избори и анкетите што се објавува. Во најголем дел од анкетите ВМРО ДПМН се уште добро води
пред СДСМ. Како го коментирате тоа во услови на се тоа што пред тоа го набреавте? Видите, ако се такви состојбите во државата, тогаш зошто СДСМ не е погоре во тие анкети? Значи, Македонија е земја во која што владее страф, во која што се владее со закани и притисоци, во кој што луѓето се плашат на телефон да разговараат, а не да му одговорат на анкетар која е неговата изборна волја. Анкетите во едно вакво општество се толку веродостојни колку што е судството независно, колку е Груевски демократа или колку што имаме демократска власт. Само нека продолжи Груевски да им верува на анкетите, а јас и СДСМ ќе му веруваме на народот. И од тие причини бараме, инсистираме да одиме на предвремени парламентарни избори. Нема потреба да се плаши господин Груевски, ако верува во своите анкети. Ако се прочисти изборниот список, се смени изборниот закон и Маневски е надвор од судскиот совет. Мислите ли тоа дека ќе ги сведе на минимум обидите за местење на изборите? Не, обидите за местење резултати на изборите ќе продолжат. Меѓутоа, ова се елементарни услови, стартни услови за да имаме некаква фер битка. Фер политичка битка, да им дајаме на граѓаните слободно да се определат, да слушнат кои се алтернативите, кои се кандидатите и да се определат без притисоци. Пак ќе се вратам кај медиумите. Замислете следна ситуација. Ајден се затвара, време, Шпиц, Кока, Ере престануваат да излегуваат. Колку што слушам и други медиуми кои што се критички настроени кон власта, може да се соочат со иста судбина во наредниот период. За каков демократски амбиент ќе говориме и за каква слободно изразена демократска волја на граѓаните може да стане збор, ако господин Груевски отиде на избори само со своите провладини медиуми и партиски мегафони. Во старт, условите за регуларни избори во тој случај не се исполнети. И затоа и реков, ова битка за Ајде не е битка само за вас, вработените и новинарите, дури не е битка ни за самиот медиум. Медиумската сцена е во Македонија така поставена и изрежирана во изминатиот период, што вашето гаснење, барем според сваќањето на Груевски, му дава предност медиумска од 100-0 пред било какви избори, без разлика дали се предвремени или редовни. Затоа тоа не смеа се дозволи, затоа што тоа е директна режија и сценарио на актуелната власт. Со оглед на крајно спорениот демократски капацитет на владата, како што најави и пратеникот Бучковски го читав денеска во интервјуто, можно ли е прелевање на египетско сценарио во Македонија или може да се избегне тоа? Па јас се надевам, искрено се надевам дека сме далеку од тоа. Меѓутоа тоа не значи дека ако не продолжат овие трендови нема ни се случи египетско или туниско или српско сценарио или албанско сценарио. И при тоа не е тоа желба, волја или сценарио на опозицијата. Видете, никој не може да ги изведе луѓето на улица и да се борат против власта ако тие се задоволни со својот собствен живот. Ако се чувствуваат слободно, ако се чувствуваат безбедно, ако се чувствуваат спокојно. Единствено недемократска, авторитарна власт може да го изведе народот на улица. Народот на улица во Египет го изведе автократското и недемократско владење на Хосни Мубарак. Така да, ако некој го извади народот во Македонија на улица, тоа ќе биде пред се Груевски и неговиот начин на владење. За прв пат целата или речиси целата опозиција е надвор од парламентот. Внатре сепак има една голема македонска и една голема албанска партија. Разговарате ли со Ахмети за сите овие случаи? Со господинот Ахмети не сум се сретнал во последно време, не сум имал прилика околу најактуелни разбиднувања во Македонија да разменам мислење. Утре на лидерската среда ќе имаме прилика прв пат да се сретнеме, да ги чујам неговите ставови, меѓутоа будно ги следам изјавите, соопштенијата кои што доаѓаат во име на неговата партија. И морам да кажам дека во овој момент имам поделени чувства. Дека од една страна има разбирање за состојбите во кои што се наоѓаат медиумите кои што се загрозени од актуелната власт, ама во исто време продолжува да партиципира во таа влада и да дава легитимитет на тие постапки. Мислам дека политичките состојби во Македонија се изоштруваат и дека секој ќе мора да се определи дали е за поддршка на една недемократска власт или е за борба за демократија. Тоа ќе биде определба не само меѓу и за политичките партии или лидерите на политичките партии. За жал, толку се изоштрува состојбата во Македонија, што секој граѓанин ќе се соочи со својот личен избор, на која страна ќе застане. Пред
нова година во некои своји обраќања рекол дека 2011 година очекувам да биде година на расплет. Искрено не очекував дека ќе биде година со вака предизвикан расплет. Меѓутоа, темпото, интензитетот, состојбите во земјата, кризата во земјата е пред се продуцирана и форсирана од власта. Власта, од друга страна, создава аура за вас како за истрошен политичар со минати 2 или 3 премиерски мандати, со еден председателски мандат. Го чувствувате ли вие вашиот бекграунд како товар во овој момент кога на Македонија очигледно и треба некаква помош? Значи власта, да бидеме до крај прецизни, во изминатите неколку години спроведува една невидено агресивна, перманентна кампања против мене и ова што вие го кажате само едната страна од медаљата или пола од вистината. Значи, нивната теза е дека јас сум истрошен, транзиционен политичар кој што нема што да понуди, безидеен и така натаму, но во исто време, паралелно, се турка една друга теза, а тоа дека јас сум виновен буквално за се што се случува во државата. Од одлуките на Уставен суд до сите обструкции во администрацијата, обструкции под наводници, какви што ги смета Груевски, од сите, не знам, социјални протести, дека се во организација на Социјалдемократскиот сојуз и на Бранко Црнев, универзитетските професори, дури и вие. Имав прилика да го гледам интервјуто кога некој викна уа, гледате се цела вечер некој свири, некој вика уа, некој вика ура. Човекот одма одреагира дека тоа е некој план. На вашите партнери предпоставам мислеше нас. Значи, ако сум ја толку истрошен и небитен, не може биде во исто време да бидам толку моќен и влијателен. Нека се решат што сум. Дали сум главната опасност за оваа земја или сум небитен и истрошен политичар. Како и да е, едното или другото или двете заедно. Говорат дека и Груевски и групацијата, и поточно речено фамилијата околу него, има психолошки проблем со мене. Има некоја фрустрација. И тука политичка анализа не помага. Тука треба друг тип на експертиза. Афера Надеж. Кон крајот на јануари е префрлено во обвинителството во секторот за организиран криминал кај Јово Илиевски. Очекувате ли да ве уапсат? Ме прашувате дали очекувам да ме уапсат или дали има основ да ме уапсат? Не, дали очекувате? Видите, Македонија е земја во која што се е можно. Некој да ви кажал вас дека ова ќе ви се случува пред една година, веројатно ќе сте се насмеале, ќе сте рекле не може до таму да отиде работа. Меѓутоа, видовме дека секогаш може во злото и во глупоста се оди и повеќе од било кога и од било чие очекување. Значи се е можно. Се е можно. Јас јавно се обврзав дека нема да коментирам ништо во врска со тој случај, да не биде протолкувано дека на било кој начин вршам влијание или притисок на обвинителството, дека се завршат работата, секој согласно својата совест и својата одговорност. Господин Црвенковски, многу влади, па и вашата, не била задоволна од известувањата на А1 во времето кога сте ја водели или како премиер и како председател. Дали и зошто поинаку ја доживувате А1 кога сте во власт, а зошто поинаку кога сте во опозиција? Немам ја разлика во мојот однос или доживување на А1 или било кој друг медиум, во зависност од тоа дали сум на власт или во опозиција. Ако говориме за А1, можам да кажам дека имам и сум имал и ќе имам огромен респект и почит кон оваа телевизија и тоа од повеќе причини. Прво, најстарата или првата, најстарата е можеби лош израз, значи првата независна, приватна телевизија со национална концесија во Македонија. Основоположник на медиумски плурализам. Втора работа, А1 беше и е расадник на многу новинарски кадри. Вие имате огромен новинарски потенцијал во вашите редови, меѓутоа погледнете во други телевизии и ќе видите дека половина од новинарите што се таму поминале и ја научиле својата новинарска школа и ја стекнале својата афирмација токму во А1. И трета работа е, вистински демократ смета дека критиките кон него, без разлика дали е на власт или во опозиција, се потреба, неопходност, а не зло што треба да се елиминира. Ако вие ги гушите и ги задушувате институционалните форми на демократија, што го прави Груевски, ќе добие вон институционален одговор од улица. Ако вие ги оневозможувате слободно критички настроените медиуми да функционираат, цела Македонија на плоштад ќе ви стане медиум. Тоа ако Груевски не го знае, треба да праша други. Ако не му го кажат, за жал ќе мора да го живее и тој да го живее на и ние.
Господине Црвенковски, јас како и на сите луѓе ви се заблагодарувам за потписот што пред малку го дадовте во акцијата и јас сум најден и воедно ви благодарам за учеството во ова отворено студио на Илинденска без Благодарам брег. на вас и уште еднаш ви посакувам да ви правите